Топ тема, добро вечер. Фалсификувани лиценци, лажирани проекти, законски недоследности, инспекции со затворени очи, институции со неспроведени обврски. Пожарот во Кочански пулс лани ги откри сите аномалии на еден гнил и корумпиран систем. Што се смени една година потоа. Во топ тема вечерва дебатираме со Марија Митева, портпаролка на владата. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Билјана Ивановска, поранешна председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата, и Снежана Камиловска, МЦМС. Добро вечер. Митева, би почнал со вас. Завршија комеморативните сеќавања на една голема трагедија, но и натаму останува клучната дилема на која што очигледно има потреба да се дебатира и многумина, вклучително и дел од семејствата и на загинатите и на настраданите, но и јавноста го поставува, а тоа се разбуди ли системот по Кочани март 2025? Благодарам на поканата, Боби, за исклучително важна тема, која што мислам дека Кочани беше една тешка лекција за сите и еден силен аларм за државата. И ќе бидам искрена и ќе кажам дека да, се разбуди, но можеби вистинското прашање е тука зошто системот беше предолго време во длабок сон. И ако треба генерално да зборувам, ценам дека работата не е завршена, но мислам дека системот и будењето на системот е една страна, но поважно за мене е функционирањето на системот, кое што кога ќе го изградите, треба да продолжи да функционира, да престане да се руши со промените на власта и да биде еден систем кој што кога ќе ги воспоставите принципите ќе функционира доследно во иднина. Многу слабости беа детектирани, дел ќе ги дебатираме, и институционални и законски, но еве, како представник на владата, можете ли да направите еден пресек или да дадете една оценка околу тоа што и самите го рековте, се разбуди или почна да се буди, но прашање е колку функционира онака како што беше увидено, беше констатирано и беше препорачано дека треба да биде? Можам и многу конкретно да зборувам. Ќе почнам со тоа дека филтерот е затегнат. И што мислам под тоа? Ќе зборувам со оние лиценци кои што отворија на вистина едни големи прашања. Со спроведените инспекциски надзори во 2025 година имаме само 7 активни лиценци. Спроведени 4000 инспекциски надзори, имаме над 1700 прекршочни платни налози, имаме 162 решенија за забрана за вршење на привремена дејност. Само една година претходно, нема да одам наназад, 2024 драстично помали бројки. Затоа велам филтерот е затегнат. Второ, институциите имаат меѓуресорска или меѓуинституционална координација. Овој случај отвори прашања чива е надлежноста, кој го дал соодветниот документ, дали некој е нанадлежен и слично. Инспекциите не беа водени само од една надлежна институција. Свесни сме ние дека во рамки на нашите законски прописи има многу надлежности кои што се преплатуваат во рамки на повеќе институции. Сите институции работеа координирано. И како трето можам да заклучам дека контролата е реална. Зошто велам дека е реална? Затоа што кога бројките го потврдуваат тоа, имате намален број на проблеми. Не велам дека ризикот комплетно е исклучен, но велам дека ризикот е помал во ваква ситуација. Затоа што колку повеќе имате контроли и надзори, толку е помала веројатноста дека ќе имате состојби на злоупотреба. Така што како генерална слика мислам дека институциите, особено новите раководства на институциите, направи една сеопфатна анализа на сите тие институционални слабости и не беше реакција само по трагедијата, туку беше еден континуиран пристап кој што го даваме изминативе 365 дена и за кој што ќе продолжиме да го даваме. Не сметам дека состојбите се решени, но затоа ќе кажам сметам дека градиме систем кој што треба да остане функционален. Ивановска, која е вашата оценка? Се разбуди ли системот, бидејќи тоа е прашање кое што го поставувавме и по Кочани, но и по
уште неколку големи трагедии претходно. Па не знам, некако кај нас се треба да се случи нешто страшно за да зборуваме ние како функционира системот. Ако се вратиме наназад, со Дурмотурс изгубивме 16 животи, 38 беа тешко повредени, со Беса Транс 45 лица, од кои 12 деца, со Тетовската болница 14 изгорени лица, со Кочани 63. Значи ние од вакви трагедии, од нефункционалност на системот изгубивме 138 животи и плюс повредени. Еве сега и од Кочанскиот случај има уште 150-200 лица кои што се повредени, на кои што се уште им е потребна лекарска помош. Не знам колку е разбуден системот. Јас лично не го чувствувам дека е разбуден. Дотолку повеќе што еве да тргнеме за да воспоставите систем како што треба да имате законска рамка како што треба. Претходната година, точно пред 11 месеци, 17 април, Државната комисија за спречување корупција достави антикорупцијска проверка на 5 закони поврзани со оваа трагедија. Значи тука е и законот за угостителска дејност, тука е и законот за локална самоуправа, за инспекцијски надзор и кој таму уште се во овој делокруг. Се уште досега немаме никакви законски измени. Значи, една година да ви е точно посочено што треба да промените и вие тоа да не го променувате, туку и понатаму да остане истата законска рамка, која што овозможува на физичкото лице само да се пријави дека ги исполнува минимално техничките услови, дека може да отвори локал, дека само ги исполнува минимално техничките услови за да добие лиценцата, дека се уште нема назначено која институција треба да ги прави тие контроли, која институција треба да ги направи, да провери дали се исполнети другите услови од овие заштита од пожари, од градежните инспектори што треба. Значи, ништо не е спроведено од тоа што конкретно можеше да се направи во смисла да се воспостави законска рамка. Значи, затоа што сега се уште постои правна празнина и тука немате криви, нели? Па законот е таков. По мене прво требаше тука да се делува. Второ, секогаш кога ќе настане голема трагедија... Добро, што го разговарав со дел од надлежните и во Министерството за економија и во пазарната, тие велат дека да, сега има насоки за задолжителна проверка и веројатно заради тежината на инцидентот тоа и се спроведува, бидејќи во текот на минатата година и тоа е исто така сега прашање за дискусија дали нема интерес или има построги критериуми, има само 2 лиценци издадени. Зошто кај нас секогаш мора да се случи трагедија за да почне вонреден инспекцијски надзор, па да се направат толку контроли, па не знам, да се удират на големи тапани. Мислам дека беше 22 година кога ние направивме имавме по пријава, предмете за скопските локали. И тогаш утврдивме дека голем дел од нив не ги исполнуваат условите, дека има записници од инспекцијските служби, меѓутоа тие повторно работат. Значи има записници за затворање, но локалите повторно работат. Иако тоа беше доставено до надлежни институции да постапат, локалите си продолжија да работат. Значи се прават страшни манипулации во тој дел и бев претходната недела, например, на еден настан во кој што беа повикани представници од парламентот, од институции по повод овој настан од Кочани една година и сите кажаа дека многу е јако угостителското лоби. Чекајте бе луѓе, за живот се работи. Зарем угостителите во другите странски држави се сиромашни? Не се сиромашни. Зошто ние секогаш треба да посегнеме по живот за да ни дојде памет? И зошто секогаш во државава, бидејќи е проблем, инспекцијските служби се проблем, тоа го констатиравме во Националната стратегија за борба против корупција, дека прво не се доволни, мислам како кадар се малубројни, понатамо нема доволно јасна законска надлежност, значи се префрлаат надлежности, не е доволно допрецизирано и тоа треба. И трето, работат по налог на работодавецот, дали е тоа градоначалник, дали е тоа министер, дали нели, што значи дека ги држат на јамче луѓето и не можат независно да постапуваат. Дадена беше препорака, ниту таа препорака се испочитува. Можам да заклучам дека недостасува
почитување. Драго ми ова што го слушам дека се презимаат чекори во владата, меѓутоа се уште не можеме да ги почувствуваме. Би сакала да ги почувствуваме, ама се уште не ги чувствуваме. Да, ќе имате можности за директна дебата. Камиловска, која е вашата оценка, бидејќи вие и исто така како дел од платформата за борба против корупцијата, коалицијата на невладини организации, излеговте со конкретни препораки. Меѓутоа, невообичаено за вас, тука заврши. Дали затоа што немаше што да се следи или која е причина? Напротив, многу од нештата се следаа само дали поединечно од организациите кои ги работат од одредените области и секако многу прашања влијаја на целокупната слика за тоа дали системот навистина се буди за одредени прашања. Ова е повеќе децениски проблем. Ова не е проблем со кој што ние се соочуваме од претходната година или неколку години наназад. Ова е проблем кој што го живее оваа држава децении наназад. И верувам дека не е едноставно да вие покренете систем кој што веќе е корозиран, буквално пука по сите, пука по целосно самиот систем како таков. Но најмалку што треба да се направи е токму тој извештај антикорупцијската проверка на легислативата која што беше направена од страна на Државната комисија за спречување на корупција лани во април, во која што 7 закони беа опфатени и навистина е добар почеток за тоа од каде треба да се започне со креирање на една подобар систем, односно една подобра слика. Се даваат точни препораки за тоа каде се пропустите законски, кои што може да направат одредено подобрување на самата состојба. Бидејќи ние досега говоревме за вонредните надзори и тоа е исклучително добро што тие се спроведоа, бидејќи досега и тие ги немавме. Но ние веќе мора да зборуваме за редовните проверки, за редовните надзори. Системски како тоа ќе продолжи, затоа што и не е во ред ние да збориме дека се дадени само 2 лиценци. Тоа не значи дека е подобрување на состојбата. Ние сега создаваме една стега во која што кажуваме дека ништо нема да помине, но уствари ние системот мораме да размислиме како ќе го подобриме. И тука тоа... Тоа и го споменав како интересен впечаток не само од тој аспект, дали го стегаме системот, туку и од друга страна, како се однесували или како се однесуваат тие кои што се потенцијално заинтересирани за таа лиценца, бидејќи ако претходно, знаејќи дека ќе се помине без да се исполнат условите, веројатно било полесно и полабаво. Тоа е најголемиот проблем кај нас во принцип во целокупното во живење, што едноставно не постојат репресивните механизми. Репресивните механизми не се користат на начин кој што ќе укаже дека злоупотребата на законите, злоупотребата на одредена положба доведува до одредени негативни импликации во работењето. И тоа е нешто на кое што треба навистина системски да се работи. Кога зборуваме за соработка помеѓу институциите, навистина овој случај ни покажа дека непостоењето на соодветната соработка, особено кај инспекцијскиот надзор, навистина може да доведе до овакви трагедии, до овакви катастрофи. И еве сега практично да го прикажеме тоа со некоја сосема друга слика, а тоа е Законот за спречување на корупција и судебни интереси, донесен во 2019-та, тогаш се започнува со имплементација. Таму е предвидено дека ДКСК треба да соработува, да биде дигитално поврзан во тој интероперабилен систем со 17 институции. Ние денеска, ние се уште говориме за тоа дека тој систем не е функционален. Ние таквите системски работи навистина може би изгледаат минорни и ситни, но ни покажа дека во пракса може да значат живот. И еве уште еден пример, кој што не е директно може би поврзан со случувањето, но влијае на системот. Кривичниот законник. Ние имавме фамозната измена во септември 2023, која што буквално декриминализираше се. За ние повторно да дојдеме во ситуација сега со нови законски решенија, кои што сме свесни дека не го криминализираат истото што беше пред состојбата во 2023 година. Такви системски пропусти ние не смееме да дозволуваме, да ги имаме, се со цел да можеме да кажеме дека ќе градиме еден
конзистентен систем. А дополнително, напорите што се даваат, особено со овие вонредни надзори, со стегнување на одредени механизми за да се даде до знаење дека системот ќе станува отпорен во иднина, се добри мерки кои што да се надеваме дека ќе дадат соплот, ќе бидат соплот. Може малку да се вклучам во дебатата, чисто да размениме мислење и да кажам една од работите за кои што постојано говорам и во минатото и сега од позиција е дека ние секогаш бараме после определен, нема да кажам само трагедија, ќе кажам случај, настан и слично, нов закон и ново решение и подобрување. Тоа е природно и тоа е еден вид на надградување на системот континуирано. Тука прашањето било, имаме закон кој што не се применува. Но тука во конкретниот случај се извинувам само мала забелешка. Во конкретниот случај беше дефинирано и тоа е многу убаво опишано, значи и во првичните пресконференции на владата, во првичните сознанија од истрагата, најавата за формирање на работната група, беа нотирани тие неусогласени. Тоа е тој сет од 5 закони во кои што беше нотирана таа недореченост, неусогласеност. Само ако ми дозволите, ќе дојдав, точно тоа ми беше темата. И тезата која што сакам да ја пласирам. Значи, ние можеме да кажеме дека имало закон по кој што доколку се постапувало, доколку се утврделе и минимално техничките и безбедносните услови во правилник донесен 2008 година со една измена од 2013 година. Значи, замислете, ние имаме правилник кој што само 2 пати е променет на минимално техничките услови. Воопшто, верувам дека не станало тема од 2013 до 2025 година за било како да се подобри, дури ни тие услови во тој правилник и согласно тој закон не биле испочитувани. И ние постојано велиме зошто немаме нешто подобро. Точно се согласувам, сите овие состојби кои што ги утврди постапката и сите оние детектирани слабости се начин на кој што ние ќе го надградиме сегашното законско решение. Меѓутоа, доколку сме имале почитување на постојното и на она што значало регулатива во моментот, можеби немало да дојде. Тоа е суштината на еден систем за кој што велам дека кога ќе го изградиме, треба да оставиме простор истиот да функционира и да не доаѓаме во ситуации кога влади при промена на влади и институции ќе ги нарушуваме принципите на работата. Споменавте таа идеална состојба, меѓутоа прашањето тука беше што велам сега во однос на функционирањето. Споменавте 2022 година се детектирало неисполнување на услови на скопските локали. Прашањето што треба да се постави кон државата, што државата направила по однос на тоа. Затоа што ние можеме да ги детектираме постојано работите, како системот реагира на детекцијата е всушност дефиниција за тоа дали системот е функционален или системот прашањето е дали ќе се остане само на детекција. Дилемата е сега тука, директно се поставува прашањето зошто дури завчера во саботата на меѓународната конференција која што беше организирана, зошто беше толку потребно време да се најави дека ќе се донесе новиот закон, бидејќи постојниот укажа на вистина на многу слабости. Една инспекција влегува, се проверува тоа што е во нејзина надлежност, не ја интересира дали објектот воопшто има дозвола за работа, како што да се вратиме претходно, излезе дека во случајот на Дурмо Турс, никој немал пристап до некаква си база на лиценци, бидејќи таа била во обичен Excel и никој немало да ја апдейтува. Сега, се извинувам уште ова, сега заради истрагата, што е повторно еден сериозен проблем, ние сме доведени во една ситуација кога заради истрагата и опфатот и така како што ја почна обвинителството, ние во Министерството за економија реално имаме еден буквално осакатен сектор за угостителство, кој заради бројни пречки, бидејќи тие луѓе се условно суспендирани, не може ниту да се надопол. Се согласувам дека секогаш кога ќе погледнеме една година ќе кажеме доволен период да се донесе законско решение, но мислам дека сите вие добро знаете и јавноста, поради тоа што информиравме континуирано, дека тој закон е донесен во 2004 година. 2005
осмата има прва измена и неколку измени подоцна. Еве јас отворив да ги видам измените. 2020 година е последната измена каде што немаме апсолутно никакви промени, а ќе се присетиме дека во тој период имавме некоја корона криза каде што гостителските објекти треба да функционираат под определени правила. Дали ние тоа сме го предвиделе или само сме дали некаква уредба со која што треба да функционираат? Многу суштински прашања се отвараат. И дали нашата цел е да донесеме брзо законско решение, кое што подоцна повторно ќе отвори аномалии, или ќе донесеме законско решение кое што ќе биде навистина солидно, изработено од навистина луѓе кои што се занимаваат со таа проблематика, каде што сите институции ќе го дадат своето мислење во насока на подобрување, кое што можеби во крајната фаза нема да биде идеално, но ќе биде соодветно за она што ние сме го детектирале. Клучното прашање е дали законското решение се работи? Да. Дали законското решение ќе биде донесено? Да. Дали меѓуресорската група ги утврди сите недостатоци? Да. Функционирањето на системот, кога велиме градиме систем, кога велиме работиме за воспоставување на нови правила, се гледа и преку отпорноста на системот да можете вие да протнете некој кој што нема да ги почитува тие работи. Ако системот има силна брана и ако навистина имате само 7 активни лиценци, тоа доволно зборува дека немате ситуација на пропусти и дека истите тие 7 лиценци, согласно акцијскиот план, редовно ќе се проверуваат иако имаат активна лиценца. Се со цел да се утврди дали и покрај добиената лиценца во текот на работењето се направени некои нови отстапки или некои промени кои што не се согласно правилниците за во однос на реакцијата на како системот ќе изреагира кога ќе се укажат одредени препораки. Еве, во случајот нашите препораки беа за скопските локали, дадени беа кај што требаше да бидат дадени, системот не изреагира. Државниот завод за ревизија направи ревизија на успешност за социјалните центри за слабостите во однос на насилството врз жените. Одличен извештај со одлични препораки, никој не го искоментира дека не се случи трагедијата во Тафталиќе. Зборот ми е се произведуваат препораки од независни институции, особено ДЗР во последно време и од секогаш прави ревизии на успешност за онкологија, требаше што да се случи па да се видат препораките на ДЗР и нашите препораки што ги дававме претходно, меѓутоа зошто треба да се чека нешто да се случи, а не се реагира навремено. Тоа ми е зборот. Значи, не сакам сега лично да ја сваќате мојата забелешка, зборуваме за начин на реагирање, начин на однесување во изминатиот 3,5 деценијски период. Значи, тоа е веќе начин на живот кој што ние мораме, ако сакаме да живееме, да си го смениме, затоа што посегнува по нашите животи. Секоја злоупотреба на работно место, на работна позиција е корупција. Затоа што има своја причина. Нема друго. Да, се согласувам, особено во делот на извештаите од Државниот завод за ревизија. Јас година и половина сум дел од владата, присутна на владините седници, па да не претарам, меѓутоа на 90% од седниците прва точка за разгледување е извештај од Државниот завод за ревизија за определена институција, каде што се утврдени безброј неправилности за определен временски период кога е правена таа ревизија. Дадена е, прашан е државниот ревизор дали истото е проследено до обвинителство. Оттаму е добиен одговор да, но ние не гледаме процесирање, така што тука имаме еден па друг ланчан систем за кој што ние и во минатото зборувавме. Се согласувам дека функционирањето на системот секогаш гледаме да од почеток до крај како функционира, но многу е важно, особено за владата во овој период, да ги прво да ги кажа работите кои што ги направила за година и половина, затоа што ценам дека имало многу временски период претходно кога можеле состојбите да се подобрат по еден или на друг начин, не се подобриле и тоа што во моментот се работи, чинам дека е добро да се каже. Затоа реков не е решението завршено, решението треба да биде кога комплетно ќе функционира системот и според мене кога нема да дојдеме повторно до момент кога еден гради систем, а друг уништува и доведува повторно до нефункционални институции, па наново новиот треба од почеток да го гради, ние едноставно постојано да се вртиме во еден таков крug. И пак да спомнеме интероперабилноста, не само на ДКСК во однос на 17 институции, туку интероперабилност, поврзаност на јавното обвинителство, на судството, значи треба предметот кој ќе влезе точно да се следи до каде
за тоа имаше проект. Па затоа беше затоа и се посочуваат овие 5 закони, бидејќи целата истрага, сите што беа резултати и на инспекциски надзор, и на покажа една тотална некоординираност на сите институции. Тоа беше и во случајот на за жал Пулс, уште повеќе и поспецифично го одразуваше и случајот со Дурматурс, како една со друга институција не може да ги поврзат работите, и доаѓаме до она што Камиловска вие го нарековте како ерозија на еден систем. Сега да еродира системот, треба да има нели свлечишта. Колку сме спремни и зошто не успеваме да ги санираме свлечиштата, бидејќи постојано имаме некакви акциски одговори. Јас не знам, во моментов не можев да проверам дали е воспоставена таа интероперабилност, колку фамозно звучи тој збор, меѓу Министерството за труд и царината, за кое што конечно требаше да профункционира. Тука повторно имавме еден проблем не само на практично на немање на соработка од една до друга инспекција, иако особено во сферата на угостителството сведоци сме на извештаи за заеднички инспекции, но секој го гледа својот дел од работата. Трудовата дали се пријавени, пазарната своите аспекти, УЈП дали има фискална сметка, без оглед што се покаже дека фискална сметка може да има и во објект кој што бил тоа целосна дивоградба во суштина. Се осврнавте на делот на инспекција, но некако ние имаме тенденција како општество да многу уско ги гледаме нештата. Што е во мојата надлежност, само тоа ќе го перцепирам, останатото не ме интересира. И тоа е перцепција и тоа е прифатено буквално од секоја институција и најчесто го имате ставот, а не, тоа не е во наша надлежност, тоа треба да го работи другата институција. И најчесто тука доаѓа местото на сопнување, кога се креираат и сите законски решенија, што во чива надлежност ќе биде, кој како ќе ги решава работите, не се гледа моментот дека нештата може да се прават заеднички. И затоа и ние доаѓаме до овакви ситуации. И она народното, што од почеток некако го дискутираме, посам свадба тапа, ние секогаш кај нас таква е перцепцијата за се нешто. И ние сега го дискутираме ова, но да не се случаше пред една година Пулс, ние немаше да зборуваме денеска за угостителските објекти, немаше да зборуваме за вонредните надзори, можеби предметот за дискусија за инспекцијски надзор немаше да отиде во оваа насока. Затоа е потребно да се реагира навремено и еве сега можеме да дискутираме што ако на Скопје му се случи еве нов земјотрес. Што ќе се случи тогаш? Дали ние му сме спремни за некоја си таква криза во оваа држава, во овој град кој што знаеме дека е трусно подрачје. Значи сите тие работи треба да се превенираат. Затоа исклучително е битна соработката помеѓу институциите. Уското читање на надлежностите на законите и затварањето на очите при очи слеп, што би се рекло, на работите кои што се јасно видливи, не доведуваат ние да реагираме по случување на одредени кризни ситуации. За жал, ние се уште не успеваме тоа да го надминеме. Повторно, на делимичната одговорност за тоа е што не постои одговорност. Одговорноста не се детектира соодветно и некако полесно е да ја пренесеме вината на другиот. Кој да е тој другиот? И се додека ние ја имаме таа реторика како општество, децении наназад, ние нема да можеме да изградиме еден стабилен систем и да кажеме дека свлечиштево ќе го запреме, ќе го ставиме под порниот зид. Кога е во прашање... Може малку да се вклучам. Не би се согласила, затоа што ива да кажеме и дека комплетно е така нефункционален систем. Ако имаме ние состојба каде што за 365 дена минатата година имаме зголемени надзори,
Ако ја имаме јануари 2026 година, каде што половина од месецот е неработен, а веќе од државниот пазарен инспекторат имаме околу 300 инспекцијски надзори со изречени 41 платен налог за прекршочни делувања во рамки на работењето. Ако имаме континуиран пристап кон решавање како влада на овие состојби, кон изработка на нов закон, ако имаме состојби на промена на правилникот и работа во тој сегмент, дали можеби не е добро да кажеме дека покажуваме некаков вид на разлика? Дали не е можеби соодветно таа реторика да кажеме дека се покажува некаков степен на разлика кој што не е финален и кој што до решението не сме дојдени затоа што само за година дена во сите сфери кои што ги напоменавме и биле погрешни, институционално нефункционални, имаме помрднување на работите кон градење на системот и кон будење на системот, како што ја започнавме и емисијата. Не е добро да тргнеме и да кажеме се чувствува, се гледа разликата, да стигнеме до моментот на почувствување. Затоа што кога континуирано ги генерализираме работите, а при тоа од една страна се дава максимумот и се покажува промената, тогаш перцепцијата можеби во јавноста ќе остане дека ништо не е променето. Јас ценам дека навистина во рамки на тоа што се владини надлежности, повторно ќе кажам да не бидам погрешно разбрана, далеку сме ние од целосно решение, согласно состојбите кои што сме ги наследиле како влада, но далеку подобро го градиме системот и ги будиме институциите кои што изминативе години беа во тотален колапс. А може ли само малку поконкретно, например, јас навистина ова специфична и многу конкретна анализата која што има државниот антикорупцијската комисија, зошто досега, например, не имало поконкретни објаснувања од работната група, особено од Министерството за економија, каде што ако има проект во тоа министерство, навистина има сериозни проблеми околу и информирање на јавноста и така натаму. Бидејќи бројни се проблемите кои што се нотирани. Еве, издвојувам само еден конкретен како илустрација. Вели во одреден член, небитно за оваа дискусија, вика набројани се повеќе услови за вршење на угостителска дејност. Употребливост на објект, санитарни, еколошки, противпожарни услови, заштита од пожари, и тука се набројани едно 7 институции кај кои што веројатно би требало тоа, и заклучокот е дека не се знае никој кој одговара и што одговара. И прашањето кога го споменавме на почетокот околу тоа дека системот е стегнат. Тоа стегање на системот е направено со подзаконски акт со кој што се задолжени да отидат директно да проверат. Но пак останува прашањето кој проверува, бидејќи ќе слушнеме подоцна една изјава од директорот на ДЗС, кој што вели ние немаме капацитет. Значи тој сегмент околу пожарите на нас ни е системска слабост, да речем. И да не зборувам и за другите инспектори кои што тие постигнаа 4000 пазарна контроли заедно со другите, го постигнаа и тој таргет, условно да кажем, кој што го имаше и во реформската агенда, ама да не забораваме дека во тој меѓупериод имаше изјави, а сега треба да пазиме што да правиме. Бидејќи требаше да се контролира локалите, имаше тогаш многу зголемување на цените на храната, па така да некои работи мора да страда. Значи, само ја илустрирам комплексноста на проблемите заради кое што јавноста очекува барем насоки кога, што и во кој правец би можело да биде. Апсолутно, мислам дека и добар показател што токму и тие две теми со инспекцијските надзори на угостителските објекти, па и оние, би кажала, инспекцијски надзори кои што ги имаше државниот пазарен инспекторат во рамки на маркетите, а со оглед на капацитетот на институцијата, јас често велам дека тоа е непопуларно да се зборува и да се каже колкави се капацитетите, затоа што со збиени редови се успеа да се направат и едната и другата активност. Затоа велам координацијата која што недостасуваше како влада во рамки на системска реакција успеавме да обезбедиме. И точно ги споменавте институциите кои што се наведени во извештајот на ДКСК, каде што веќе и со самата уредба на контролите кои што беа направени пред донесување на овој закон, а веќе ќе бидат дел од новиот закон, се сите институции како ДЗС, Агенцијата за храна и ветеринарство, Управата за јавни приходи, Инспекторатот за трудот, Министерството за внатрешни работи во определениот дел, така што кога ќе се работи координирано и кога
ќе се стават законски сите институции, тогаш ќе знаеме што чива надлежноста и кој како да постапува. Но во изминатиот период до донесување на ова законско решение, институциите постапуваа по овој принцип. Сега ќе речете тоа било со задолжение, меѓутоа начинот на постапување се покажал како успешен. Ако ми дозволите, некои одредени законски решенија бараат итна измена, особено со цел да се надминат одредени прашања. Конкретно, овие што ги збориме, особено за инспекцијскиот надзор, навистина е прашање кое што треба да биде многу побрзо и посериозно решено, се со цел да не биде оставено на извршната власт со подзаконски акти да ги уредува нештата, што основата треба да биде базирана на законот. Но повторно ќе се вратам на тоа. Ние го имаме овој притисок сега за да се разгледува ова прашање поради случување на одредена трагедија. Како ние да го превенираме системот да не дојдеме до вакви трагедии? Затоа што веќе со 4 кои што ги зборувавме трагедија, вклучувајќи и оваа 4-та трагедија, веќе ние доаѓаме во состојба кога реагираме постфестум, односно по случувањата. Целта треба да ни биде како да го санираме проблемот, односно да не дојдеме до тоа. И затоа треба да се взимаат забелешките, особено Државниот завод за ревизија. По закон има обврска владата да ги разгледува сите тие извештаи на седниците на влада, но проактивноста тука да биде насочена што конкретните институции направиле по тие забелешки. Не секогаш е надлежноста токму само кај владата. Има одредени институции кои што треба да ги имплементираат сите тие забелешки. Мора да се види таа проактивност за да се покаже дека одредени системски решенија нема да не доведат на начин на кој што ние доживеавме оваа трагедија пред 1 година. Тука ќе се види онаа разлика која што нема да биде само и основа единствено измени. И бидејќи некои служби функционираат со добро мерење, јас морам на реклами за да не го прескокнем часот, ќе ги задржиме понатаму редот за дебата. Продолжуваме. Митева, имавте, не сме во парламент, реплика, реакција? Не, чисто едно кратко размислување во однос на тоа реакциите на институциите, зошто се чека да се донесе законска измена и така натаму. Можеби и поинаку можеме да поставиме темата. Зошто забелешките за определени недоследности во законските измени не стигнале порано пред да се случи трагедијата? Зошто почнуваме да ги анализираме од кога ќе се случи состојбата? Затоа велам, постојното законско решение, доколку било спроведено согласно она што било наведено, ние ќе сме биле во ситуација можеби да избегнеме или да имаме помала трагедија или трагедии. Ние во сите претходни состојби за кои што зборувавме, ние ги нормално и природно е да ги побарате недостатоците во таков случај за да ги подобрите. Меѓутоа нашиот суштински проблем функционалноста беше во непримената воопшто на законските одредби кои што се поставени. Ама и затоа велам, извинете, условно на индискретноста, не е нешто големо, меѓутоа како политичари, а и невладините го знаат одговорот. Вие сите сме биле сведоци кога многу странци, затоа реков, како пратеник сте биле во ситуација кога однадвор се обидуваат да ни помогнат во дефинирање на одредени ситуации, се покажало дека ние како држава, сме мајстори да ги изиграме. Или да примениме пракса која што на никој не му паднало на памет дека може кај нас да биде реална ситуација. Имаме многу ситуации и тоа често се зборува, на совршени решенија кои што во нашата пракса нас си наоѓаат споредни врати, излези. Боби, мислам дека не сме ни единствената држава во кој што се заобиколува законот или се бараат оние правни дупки во законите при спроведување. Не сме единствените во кои што се случува овој правен феномен. Ама ние за жал си ги наоѓаме на трагедија. Какви сме ние во имплементацијата на законите е прашањето? Дали сме спремни да направиме целосна имплементација? Дали сме спремни промените, законските измени кои што ќе ги направиме?
доследно да ги применуваме и затоа велам, не е мал показател на бројките на она што е направено од институција во рамки на контролите и во рамки на активни лиценци. Не е мал показател во однос на функционирањето и ставањето на брана дека ова е согласно закон. Никој не предвидува дека не можете да функционирате, но ова се условите по кои што треба да се функционира. И мислам дека така се гради еден функционален систем. Во овој момент зборуваме за оваа тема, верувам дека и за останатите. Имаме ли Ивановска речение за слечистата? На неколку работи на кои што се осврна соговорничката, би сакала да обрнам внимание. Зошто беше прашањето, зошто отпосле се прави анализа на законот, зашто не се направила претходно? Јас колку што знам, во случајов ДКС отвориле по собствена иницијатива предмет поради настанатата трагедија да видат нели што кажува законот. Меѓутоа, претходно имавме бројни проверки направено на законите, антикорупцијска проверка, го екипиравме тоа оделение, функционираше, работеше, колку од тоа е применето, од тие препораки е прашање. Друга многу важна работа, во деловникот на владата имате обврска за секое ново законско решение да го доставувате до ДКСК да направи претходно антикорупцијска проверка, па потоа да оди во собрание. Колку имате доставено до сега? Немате. Деловникот на владата мислам дека го променивме со Ама не би требало во тој дел да го промените баш, затоа што тоа е одлична алатка. Многу недоследности, не велам дека го нема, но велам дека го променивме се со цел да ги подобриме состојбите и не велам доколку стои во деловникот на владата службите од секторот за седници истото да не го доставуваат затоа што знаете владините процедури прво е колегиум, па комисии, па тек потоа доаѓа на владина седница. Обиди и електронски да се поврземе во тоа време за да доаѓаат законските решенија. Еве еден пример ќе кажам, го спомна Жане, кривичниот законник. Ние пишуваме мислење за една верзија на кривичен законник, кога во меѓувреме слушаме дека во собрание веќе друга верзија има. Кај го има тоа? Кај го има тоа? Значи, нас официјално ни се обратило Министерството за правда, побарало мислење за содржината на кривичниот законник, за во исто време во собрание да е дадена друга верзија која што си се донесе. Она што го кажува Марија, како треба да функционира, за тоа треба многу висока свест и совест. За да можат луѓето, на луѓе кои што имаат висока свест и совест, не им треба ни закон. Не им треба ни закон. Прашањето е зошто кај нас се изигруваат законите. Во врска со свлечиштата. За да нема свлечишта, за да биде зајакнато, треба да постојат добри контроли. Сите институции, повеќето, кои што имаат улога да вршат контроли, кај нас се со слаб капацитет. Сакате инспекцијските служби, еве, сме констатирале во националната стратегија дека инспекцијските служби имаат слаб капацитет, дека треба да се зајакнат капацитети, дека треба да бидат самостојни. Зашто тоа не се зема во предвид да се направи? Тука сакам да ја погледнеме изјавата на директорот, ова е дел од изјава која што одеше во некои други институции кои што имаат улога, бидејќи неказнивоста не е силен фактор за корупција. Значи, тој фактор треба да го минимизираме, треба да си постои казнивост. За да постои казнивост, треба да имаме силни институции. Кажавме дека ни понираат предметите во обвинителството. Зошто? А што нема интероперабилност него? Кои се и капацитетите во обвинителството? Бројни слабости се детектирани. Меѓу другото, и дека им треба дополнително законски предвидените средства да им се достават од страна на државата. Да. Тука предлагам да го слушнеме дел од изјавата дадена за емисијата Код на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чајгелов, кој посочува на еден од клучните проблеми кога се во прашање инспекцијските служби. Ова несреќа, ова ужасна трагедија во Кочани се случи бидејќи имаше сплет од околности, би рекол поголем сплет од околности кој што ја предизвика оваа ужасна трагедија. Генерално, причините за овој пожар се разработуваат целата ова една година, во тека и судењето, каде што може да се слушнат некои од слабостите во целиот систем, кои што секоја за себе помалку или повеќе допринела да се случи ова ужасна трагедија. Што се однесува конкретно до Дирекцијата за заштита и спасување,
во склоп на дирекцијата постојат инспектори, односно одел на инспектори кои што вршат инспекција на исполнетост на законските услови за противпожарна заштита. Во овој момент имаме 13 инспектори и бројката ни оддалеку не е доволна. Во тек е информација во владата. Минатата недела бев на седница на Генералниот секретаријат, каде што беше разгледана оваа информација, со која што поборуваме значително поголем број на инспектори, односно да ни биде дозволено вработување на поголем број на инспектори. При тоа да напоменам дека инспектор не се станува преку ноќ, потребно е време, потребна е обука, полагање и така натаму. Но во секој случај бројот на инспектори кој што ни е потребен е значително поголем од оној кој што сега го имаме, но понудивме и друга можност да се разгледа можноста дел од нашите функции да бидат предадени на локалната самоуправа, односно оние инспекции кои што сега ги правиме ние како дел од централната власт, како државна дирекција, да бидат префрлени на самите општини, на локалната самоуправа. И јас ќе ви кажам дека сега побарувам 70 инспектори, а имаме 13. Систематизацијата ја уредува директорот. Така што колку имало порано не би зборувал, сметам дека со 70 инспектори ние би имале полн капацитет. Но факт е дека се работи за голема бројка и факт е дека тешко се обезбедува согласност од Министерството за финансии, бидејќи треба да се вработат повеќе од 50 инспектори. При тоа треба да имаме во предвид дека и не сите кои што потенцијално би биле вработени би го имале потребното ниво на квалитет, затоа што бирократските процедури понекогаш ги исклучуваат квалитетните кадри, но и релативно би рекол пониската плата во оваа област не представува предизвик за вработување на потенцијално заинтересираните кандидати. Токму тие причини во информацијата која што ја испративме до влада, која што веќе е во фаза на разгледување, бараме нашите инспектори да бидат израмнети со останатите инспектори во согласно со новиот закон за инспекцијски надзор и истовремено изработивме предлог закон за изменување и дополнување на овој сегмент од нашиот закон за заштита и спасување, каде што би се усогласиле со постоечкиот закон и на тој начин би ја подобриле положбата на инспекторите на дирекцијата и ја искористивме таа можност истовремено да се обидеме да подобриме повеќе области, бидејќи навистина затекнав многу слабости и во самиот закон за заштита и спасување и генерално во функционирањето на дирекцијата, слабости кои што се обидувам со луѓето кои што се внатре, а има, би рекол, одредена бројка на многу квалитетни луѓе со одлично искуство и образование кои што се дел од оваа дирекција. Значи не само инспекцијскиот надзор, туку и другите сегменти на дирекцијата да ги подобриме преку измените и дополнувањата кои што би требало да бидат донесени пред стартот на летото. Еве, тоа беше изјавата на Ангелов. Митева, илустрира еден специфичен проблем кој што се провеува кога и да се дебатира за било што, само накратко, за да има простор да дебатирате. Само 13 инспектори, 70 се побарени, нема вели луѓе, мали се платите, нема интерес, се тешко оди и клучниот проблем кој што секогаш се детектира кога се во прашање капацитетите на институциите, без оглед за која институција станува збор, Министерството тешко дава согласност. Зошто е толку тешко? Ако се знаат приоритетите, да се пребрегне и овој проблем. Бидејќи вака излегува, да, ние разговараме, ние ќе констатираме дека ни требаат капацитети, меѓутоа еве гледаме дека во влада
останува, Министерството не дава согласност и еве директор на клучна институција од еден сериозен безбедносен аспект за многу сегменти вели, ако не може тоа, тогаш дајте да ги дадеме институции, да ги пренесеме надлежностите на други инспекторати, бидејќи ние нема да можеме. Не мислам дека треба да се согласиме со тезата дека многумина викаат Министерството не давало согласности. Не можам ни да се согласам во цело со... Многу примери има. За вработување во судство не дава. Не, тоа е сега малце поразлична состојба за која што многу пати сме разговарале околу нивната приоритет, само дигресија. Приоритет битка против корупција, обврска од реформска агенда, зголемување на капацитет на Агенција за конфискација на имот, Министерство за финансии наместо согласност за трајни вработувања на 30 луѓе дава само 13 привремени вработувања. Еве јас не разликата од привремени и трајни во однос на придонеси и импликации за буџетот е никаква. Сега детално не сум навлезана во оваа состојба, претпоставувам Министерството има соодветно образложение зошто. Која е мојата спротивна, би кажала, еве размислување. Жалам што директорот не успеа да спомена дека со тие 13 инспектори кои што ги напомена, успеа изминатата година да направи 1300 инспекциски надзори, од кои што 800 беа вонредни, 500 беа редовни. Така што, затоа велам, кога ќе ги збиете редовите, кога ќе почнете да градите системи со она што го имате на располагање, затоа што можеби на владата и на институциите е најлесно да каже, видете, немаме кадар, не затоа што не сакаме, едноставно можеби нема на пазарот на трудот, не се заинтересирани граѓаните можеби за таа работа и можеби тоа ќе биде нашето најдобро алиби кое што ќе го употребиме. Не, јас ценам дека ефикасноста се гледа и во начинот на кој што менаџирате со капацитетите со кои што располагате, да успеете да го искористите максимумот и да се согласувам. Јас колку што го разбрав, за 13 луѓе, колку што го разбрав, директорот сега го поднал барањето на ППЗ заштита, таа ја имаат од кафуре до дукјанче, до месара, до сите. Како што го разбрав, директорот тој сега ја поднал информацијата до владата со која побарува нови вработувања. Верувам дека институциите доследно ќе ја разгледаат. Се надевам дека има детална анализа каде, колку луѓе се потребни од каков кадар. Генералниот секретаријат веќе било дебатирано. Не, дека наследниот генерален колегиум на секретаријат ќе се дебатира, барем јас така го разбрав од изјавата. Еве ќе дадам уште еден пример. Државниот пазарен инспекторат минатата година имаше околу 20 нови вработувања. Веќе во планот за 2026 се предвидени нови 20, каде што да, менторството од една година за инспектор која што трае се уште ја поминуваат овие нови вработени, меѓутоа за година 2-3 од сега ќе имаме можеби нов кадар кој што ќе го засили веќе постоечкиот. Не е дека не работиме со план и анализа, но далеку е дека не можеме и со ова што го имаме да постигнеме резултати. Ние треба секогаш од аспект на институција да се свртиме кон себе и да прашаме што можеме со ова сега што го имаме да го направиме и да покажеме резултати, за кои што јас искрено преку бројки и преку начин на делување можам да ги кажам овде пред вас, пред граѓаните и пред соговорничките, затоа што има помрднување на процесите. Но од друга страна е планот и анализата која што секоја институција засебно треба да ги детектира сите своји аномалии, да размисли каде да го подобри секторското работење, во кој дел и се разбира да предложи на владата план и да побара решение. Ивановска и Камиловска, ова е еден пример кој што постојано се повторува и кој што се повторува заради тоа што јас на пример гледав бројки колку пари се потрошени за договорни услуги и за привремени вработувања, односно вработувања преку привремени агенции. Некако околу 190 милиони се потрошени за 24-та, пошто таа е последна завршна сметка, сега ќе се прави за 25-та година, значи некај приближно 200 милиони денари се потрошени за вработување преку агенциите за привремени вработувања. Мислам и уверена сум, врз основа на видот и бројот на предметите што сме ги добивале во ДКСК, за корупција при вработувањето, дека тука не е главниот проблем. Дали ги имаме правите луѓе на прави места. Ние сме најпарадоксална држава, бидејќи имаме превработеност на администрацијата, а кога треба да ви се заврши некаква стручна работа, тогаш немаме доволно луѓе. Па имаме доволно луѓе вработени во администрација, па нека ги преквалификуваат,
Не мора секогаш да бидат нови вработувања. Тие што се преку агенции за привремени вработувања, тие ви се директно од партиските тефтерчиња вработени. Значи, тие се надвор од системот за фер конкуренција, да учествуваат во процесот на вработување. Значи, тоа е толку искажана политичка волја при вработувањата, што директно влијае на корупцијата, заради тоа што немате прави луѓе на прави места. Да, Жана го спомна земјотресот. Што ќе се случи ако имаме земјотрес? Што мислите дека нема да имаме земјотрес во ова трусно подрачје кога ниту еден стандард од градежништво не се почитува? Ни во овој случај не се почитува. Имам јас еден пример, сите ќе ве прашам после кога последен пат сте имале во вашата организација вежба за спасување, ама и тоа е друга тема и дел од проблемот. Одговор од Марија Папка Милова. Ева многу накратко ќе се обидам да дадам една споредба согласно ваши минати изјави. Во рамки на ДКСК континуирано се велеше нема кадар, дека треба засилување на комисијата. Од друга страна, денес велите имаме превработеност, можеби не се потребни нови точно, па треба да направиме анализа дали во моментите кога поради неиспорачување е полесно да кажеме немаме кадар, или дали во моментите кога и со малиот кадар ги правите, резултатите видливи. Јас не велам дека не треба, меѓутоа велам дека и со 13 инспектори направиле исклучително голем чекор, нешто што претходно не било направено. И редно е тоа да го поздравиме и да видиме колку плюс на тие 13 би требало државата да... сега во однос на оние тефтерчиња, партиски и така натаму не можам да се согласам, затоа што не ценам дека целокупната генерализација во однос на системот треба да гледаме така. Значи аномалиите што призлегуваат од тој начин, бидејќи не дава отчет на раководителот што работел тука или на претпоставениот што е во системот, туку дава отчет во партијата. Значи ова го зборам од искуство од случај. Во однос на ДКСК, да ви кажам дека ние капацитетот на ДКСК го зголемувавме и со превземање од други институции. Кога велам има превработеност генерално во државата и дека може да имаме преквалификација на кадарот од една во друга институција да оди да работи нешто друго. Например, тие 13 не мора да се вработуваат нови на оглас, него може да се со превземање да се превземат од други институции. Ние и така превзимавме во ДКСК. Ние имавме 9 лица, службени лица, кои што требаше да ги покријат сите сектори во ДКСК. И од тука почнавме да ги градиме капацитетите од година во година да доеме до 50. Се согласувам, но дали за да се случи тоа треба согласност од работникот? Дали за тоа се потребни законски измени во делот на вработените во јавната администрација? Мобилност си дозволува законот мобилност е едно да го препратите со тоа што неговото работно место стои. Друго е вие да го квалификувате за инспектора, работното место во другата институција да му стои. И тука работиме во измена на законот за јавната администрација, законот за вработените. Да, меѓутоа за да се превземе треба работникот да биде согласен затоа што подпишуваат работодавачот, новиот работодавач и вработениот. Или ќе седи таму. Да, но не можеме сега ние да зборуваме во името на сите или да ги генерираме. Веројатно вие кога сте ги подпишувале договорите имало согласности од луѓето кои што сте ги превземале, така? Така, значи тоа било на доброволна основа. Апсолутно. Едно е да ги кажеме работите дека е лесно да се направат, но малку се поинакви во рамки на законите институции. Ама мобилност и постебе луѓе, тоа си е законска основа, нема тука што на крајот на криштата се прави анализа што се работи. Мобилноста е малку поразлично од превземањето, она за што говорам. Тоа е, го превземаш, значи е мобилен од една во друга институција. Ние имавме така неколку луѓе што ги превземавме, автоматски не го чарџаме буџетот повеќе, него тие си доаѓаат заедно со својот буџет. Нема тука што. Ако ми дозволите, ја мислам дека како држава ние не успеавме да изградиме стратешки цели за тоа што ќе ни бидат нас реално приоритетите кои што нема да зависат од одредена влада и од одредена политичка гарнитура. И поради тоа ние се соочуваме со кривење на политики кои што зависат од една влада и од политиките на таа влада и нормално волјата, без разлика која и да е владата за која што зборуваме. Конкретно овие прашања за кои што денеска во целост ги дискутираме, од старт се прашања кои што се директно поврзани со ризици од корупција. Така. Корупцијата чини многу, но борбата против корупцијата чини 10 пати повеќе.
Ние како држава немаме направена анализа нас реално колку не коштаат, не чинат мерките за борба против корупција и дали таа ни е на нас реално стратешката определба. Тоа не е прашање кое што сега го немало никогаш ни во минатото. Националната стратегија никогаш не предвидувала до сега финансиска импликација. Еве сега се прават напори да се направат одредени финансиски импликации на мерките кои што се сакаат да се предложат. Сепак, значи ние како држава, ако се насочиме кон одредени стратешки цели кои што ќе ни бидат приоритети во наредните 10 години, 20 години, во делот, еве конкретно за борба против корупција да зборуваме, како знаеме дека е едно од најголемите проблеми во општеството, тогаш ќе знаеме колку реално нас ќе не чини таа борба. И тогаш нема да треба да има основ да зборуваме за тоа зошто финансии изигрува држава во држава. Затоа што навистина се создава една перцепција дека одредени решенија застануваат кога ќе треба да се добие одредено одобрение од страна на Министерството за финансии. Токму затоа на еден сеопфатен консултативен процес со сите засегнати страни, со сите политички чинители и како е потребно да се определат кои се тие стратешки цели кои што ќе ни бидат нас приоритет во наредните 10 години најмалку и тоа да биде минимум критериум Камиловска, за сите. нели ги утврдивме? Нема област, па не знам, ве прашувам бидејќи нема област за која да се допре, ние имаме стратегија. Мислам дека имаме национална развојна стратегија. Имаме стратегија и на стратегијата. Да. И најлесно е некако кај нас се создаде таква една состојба во која најлесно е да направите некое си ново тело, да направите нова комисија, нова советодавно тело, да направите нова стратегија и да кажете со ова јас го решавам проблемот. Повторно се враќаме на делот тоа што господјата Митева од почеток го кажа, делот на имплементацијата, како ние ќе имплементираме. Но, ако ние, сите политички чинители во оваа држава, застанат позади еден документ кој што ќе биде водилка и минимум критериум кој што ќе биде задолжителен да се исполни од страна на државата, тогаш тоа ќе биде некаков си водич за тоа што нас на вистина реално ќе ни треба. И нема да биде празни флоскули борбата против корупцијата, која што најчесто ја гледаме. Се враќам некако за прашањето борба против корупција, бидејќи во основата, во сршта на сето ова денеска што го дискутираме, ги гледаме ризиците на корупцијата. Токму и затоа, повторно се враќам на документот на ДКСК за антикорупцијската проверка на законите. Овдека зборуваме за 7 закони. Секој еден закон може во себе да носи ризик од корупција. И затоа и како е значајно ДКСК навремено да ги добива овие правни предлози за понатамошно регулирање, се со цел да не дојдеме за еден пример закон за угостителска дејност да ни представува ризик од корупција или во случајов да ни биде ризик од загубени животи. Добро. Со завршените пораки по втората пауза за реклама. И сега доаѓаме до најтешкиот дел во само по 4. Пошто имаме градежна инвазија и бетонизација во нашиот град овде, која што доведува до хаос, која што може да предизвика и земјотрес и водно да го видиме на плоштад, видете ги. 6 години нема ГУП за Скопје. 6 години до 21 беше. Ке се потрудам да бидам уште пократка, имаме тенденција како општество да ги ставаме проблемите под тепих, па колку ќе се решат самите од себе, толку подобро за нас. Значи, тој пристап не доведува до овакви трагедии и овакви состојби кои што после тоа треба да ги санираме последиците, наместо да работиме на креирање на систем. За креирање на систем е потребна политичка волја и тоа се мисли политичиња се играа фудбалчиња. Денес имаме систем кој што работи темелно и за кој што сметам дека доколку и малите чекори резултати бидат потврдени и поздравени, ќе успееме заедно сите, не само политичките партии. Со програмите на театар.